Како влез направивме! Вау! Кој да е тој камерман треба да добие награда. Така? Така е. Ова е новата, најновата еден на еден. Повторно сме музички засилени од Давор, DJ One. Најдобриот хип-хоп јарем диџеј од Вардара па до Триглава, беше во Италија. Конечно се врати, дека нема избори, избега од целата таа атмосфера. Денеска гости ни се холивудската звезда Раде Шербеџи и првиот човек на алколоид, а од ново и ракометната федерација Живко Мукаетов. За почеток ново време и да ја стартаме оваа кучка. Така викаат американците, не сум ја безобразен. На 3 април македонската ракометна репрезентација игра екстремно важен натпревар за пласман на Европско првенство против гигантот Шпанија. Ние ви доделуваме 6 гратис карти, се што треба да направите да одите на нашата Facebook страна и да следите што се случува таму, бидејќи во моментов ги доделуваме првите 2 карти. Ајде сега сегментот наречен Градежник, веднаш потоа трите работи што не сте ги знаеле за Раде Шербеџија и интервјуто со него. Овде, под овој објект има 220 паркинга, значи влез од овде, луѓето се шетат околу објектот, околу зеленило, го гледат водно, ја гледат Шар планина, а од овде имаме ексклузивни 220 паркинга, тоа е една катна гаража, најголемата во Скопје. Баш сакав ја да прашам за ова, тоа стварно заедничка струја има да си пушти светло па да не плаќа струја, што е заедничките простори? Овие светла, ја користиме сончевата енергија. Сончевата енергија. Овој објект е граден со енергетска ефикасност, со 2000 денара месец се поминува со електрична енергија. Така да сите привилегии купувачите ги имат во овој објект. Па јас што плаќам 4 дома, 4000 плаќам. Не ми се Овде исплаќа. сега ми се пофали еден станар дека за 3 месеца платил 11.000 денари во 61 квадратен метар. Замести 11 за 3 месеца, јануари, февруар и март. А ја у мојава гарсонјера плаќам многу И па повише. сега се земи стан со енергетска ефикасност и така. Треба кога се купува да се гледа тоа. Гаражата така доаѓа гратис. Гратис со станот, така да се Така? оде малку ќе Добро. платиш за гаражата, али без гаража нема овде стан продадено. Така е, така е. Убава работа. Со повеќе од 100 филмови и серии, а безброј театарски представи. За Шербеџија постои само една театарска улога која никогаш не ја одиграл, а како што вели, ќе му остане чивија за секогаш. Тоа е улогата на доктор Астров во драмскиот текст Војкувања на големиот Чехов. Во 1991 Раде се појавува во улогата на Митке во контроверзната серија Нечиста крв, покрај тогаш 19-годишната Светлана Ражњатовиќ Цеца, која игра улогата на Коштана. На прашањата за ова искуство, Раде одговара: Цеца Величковиќ е маестрална пејачка. Тоа е се што знам и памтам за неа. Не само на Раде, туку и на неговата сопруга Ленка, Македонија им е важна точка на светската географска карта. Тој вели дека го сака македонскиот менталитет, песните и неодминливата македонска кујна. До толку што од сите кафани на Балканот, неговата омилена се наоѓа во Скопје. Огромна чест ми представува господин Шербеџија што сте во емисијава. Причината за вашето доаѓање е филм, нов македонски филм, Точно. каде што ќе бидете режисер и главна улога. Една од главните улоги. Една од главните улоги. Се работи за култна представа, театарска. Точно. Представа беше Ослобоđenje Скопје. Ми смо радили ту представу 76. године, 5 тако нешто, у Загребу. Зошто беше толкав хит? Био е хит jer тоа е при сега фантастичен комад написан, фантастична драма, една од најболјих написаних драма тадашње савремене книжевности драмске, написува Душан Јовановиќ,
čovjek koji je rođen u Skopju i živio tu gdje ti... Povezan emotivno. Da. On je poslije kao mlad dečko otišao u Ljubljanu i tamo je odrastao i tako dalje. Ali familija... Skopje u Sloveniji, a? Da. Totalno različno. Je, točno. I ja sam zaljubljen u taj tekst i onda sam dugo godina razmišljao da napravimo od toga scenarij. Zapravo Žika Pavlović, moj prijatelj veliki, naš jedan od najvećih režisera filmskih u Jugoslaviji, on je želio to da radimo 82. godine, tako nešto. I bio je i napisao scenarij, ali onda odustao nekako i bilo je neko vreme problem neki s parama, onda je odustao. Onda sam ja nakon, mnogo godina odlučio da napravim taj film. Одлично. Сценаријото кој го пишуваше ова сега што ќе видиме? Сценарij смо написали Душан Јовановиќ и ја заедно. Значи учествувавте и во това. Да. Одлично. Господине Шербеџија, дај да ве вратам сега уште поназад. Пред дождот многу викаат дека е еден од најдобри, има луѓе полно што викаат дека е меѓу најдобрите филмови, можеби воопшто снимени европски, било кога. Што го прави Пред дождот толку многу добар и дали кога го снимавте тогаш имавте некое чувство дека овој филм може да биде нешто? Pa ja sam sigurno imao nade da će film biti dobar jer sam kao čovjek koji je snimio toliko filmova i imam iskustvo vidio da imamo posla s jednim sjajnim režiserom, s jednim velikim talentom. Беше Милчо и тоа? Milčo Mančevski je. I bilo je smiješno, znaš, kad smo se našli u Londonu, ja sam tada u Londonu bio na tjedan dana, sam došao i on je mene našao tada, tražio me svugdje, onda pronašao moj broj u Ljubljani, jer sam ja tada u Ljubljani živio i ovi su mu rekli da sam ja u Londonu i dali mu moj broj, da smo se vidjeli, našli smo se u jednom kafiću, on je meni dao taj tekst, ja sam uzeo tekst da pročitam, te noći sam pročitao tekst, dogovorili smo se sutra da se vidimo ponovo u 10, jer nisam verovao kako je to dobar scenarij. Pročitao sam ga još jednom te noći. Zatim sam sutra došao i kaže Milčo i, rekao Milčo, to je savršen scenarij. A on kaže, onda mogu da ti kažem da sam ulogu pisao za tebe. Pa rekao, kako za mene kad se prvi put vidimo u životu? Da. On kaže, da, ali moj omiljeni režiser je Živojin Pavlović, a ja sam igrao 5 filmova, glavne uloge u Žikinim filmovima. Милчо, ако ви кажеше, јас знам за вас, го пишав, по прв пат се запознаваме, па да, ама на сон ми дојдовте или нешто. На сон ми дојдовте. Сигурно ќе избегавте со трчање. Не, и толку sam onda sam stvarno uživao radeći taj film. Ja ne govorim makedonski jezik, ali ga imam tu, kako ja kažem, pod prstima, preko muzike, a i preko toga što sam često dolazio u Skopje i uopće u Makedoniju, volim dolaziti tu. I uživao sam radeći taj film. Na neki način je taj film zbližio mene i sa Makedonijom i sa ljudima Makedonije, a na neki način ja sam postao dio Makedonije. Jer mene danas u svijetu me svi prepoznaju po tom filmu i svi kažu Before the Rain. I taj film je na neki način otvorio tako neku karijeru međunarodnu koju sam... Russian bad guy? Pa i to su neke uloge. Među njima i dobrih uloga takvih ima. Da. Ali igram ja svašta i ne samo Russian bad guys. Igram svašta i igrao sam svašta. A има ли некој тип на човек што никој не ви понудил, а сакате да го играте? Негов карактер? Možda kao bojac, možda, ne znam, možda. Pa je, ima neka, zato nosim šešir, vidiš. Tačno. Sve mislim, neko će me vidjeti. Da, alobel, ljudi. I reći, pa ovo je frajer za western. Evo go. To je zapravo razlog zašto ja nosim šešire. Така. За Холивуд, интересно би да ве прашам, пошто имам на повеќе пати прочитано за вас дека си сакате да си направите онака баш балканска забава, балкански тулум дома, скара, едно друго, да дојдат луѓе. Го има тој балкански шмек во тие ваши собиранки холивудски? To je istina, često sam, dok sam živeo tamo, ali sad ću izgleda ponovo se vratiti na godinu, dvije u Los Angeles da živim. Dok sam živeo u Los Angelesu, sam često pravio partije. I onda su dolazili veliki ti poznati glumci. I kako reagira tako kako vidim skaričkata, muzikička? Pa svi su veliki glumci i uopće umjetnici normalni ljudi.
se sećam kad smo zadnje Daniel film kad je bio, mog sina kad je film bio kao za nominaciju za Oscara, imao screening u Los Angelesu, 72 dana. Ja smo u jednom malenom kafeu, Aroma kafe, kod mog prijatelja Adema, svirala je muzika, harmonika je tu bila, violina, gitare, pjevalo se. Angelina i Jolie i Brad Pitt su plesali s nama kola. Опа, орца зигра, а? Мисли дека фатат 7/8 македонски? Мисли, ljudi su neverovatno opušteni, znaš. Значи, вистина е тоа, што поголем човек, толку по down to earth. Pa jeste, to je tačno tako. To je tačno tako. Dolazili su u meni kući svi, mislim, od ovih što sam spomenuo, do Charlize Theron, koja obožava janjetinu kad napravim, i Annette Bening, mnogi glumci. John Turturro, savršen. Овде, во Скопје, Белград или слично, мислам дека по-лесно некако би си поминале добро, отколку во Лос Анџелес овде го нема тој папараци момент на бизнис, на една фотка вредна $1,000,000 и слично. Таму како се снаоѓаат луѓе и вие како селебрити? Како се поминува една вечер нормално надвор? Или тоа е Mission Impossible? Pa ja ne živim tim životom, znate. Iako me ljudi prepoznaju po aerodromima, po gradu, kad se hodam tamo po restoranima, po cijelom svijetu. Ali ne živim tim životom, ne živim životom celebritija, ne idem na te zabave, na te partije, osim kod mene na partije, kad dođe. A kod mene je partij, naš partij, to je makedonska muzika, sevdalinke. Одлично. Тоа е добро. Ај некоја песна кажете што ја чуле, пример, Бред Пит и Анджелина Джоли, некоја македонска? Јовано Јованки, некојаш ја чуле? Како не, Јовано Јованки smo i pevali, Eleno obožava Anđelina. Елено Кирко? Eleno Kirko. Ајде. To obožava. Во Монтреал се снима серија многу топ што ќе биде, така? Уште таа серија ја нема, веќе втора сезона снимате. To je serija koju sam ja snimao u Kanadi, Vancouver. А во Ванкувер? А, Медо, немој погрешни информации, Медо. Па превише информации за Па да, ајде ти се мало. U Vancouveru je to serija bila, zove se Red Widow. Dobio sam i to, vidiš što mi košta. Red Widow Season 1. Da, Red Widow. Ali ne znam kako će biti. Ja se nadam da ćemo dobiti ponovo, da ćemo dobiti novu sezonu, ali to će se znati u 5. mjesecu. Се уште не се емитува ни една епизода нема? Emituje se. Sad se emituje u Americi. Почна така. Na ABC. На ABC оди, ABC televizija. Какви се критикиве за почеток? Pa onako dobro, pristojno, ali ne znam, sad nisam gledao, nisam pratio kakav je sad rating. Кај нас има многу турски серии на Балканот, нели, знаеш? Имаат огромен рейтинг. Турски серии, значи, огромен рейтинг. Дали у Америка се овие најпопуларниве серии што се, не знам, NCIS и останати, дали се исто така сапуници без некој посебен актерски шмек или... Знаеш šta da ti kažem? Дали е бизнис? Iskreno da ti kažem, nema nikakve razlike velike između turskih sapunica između nekih tih dosadnih američkih serija. Znači, тоа е тоа, u stvari. Biznis, parica. Ovisnost, oni znadu kako da stvore ovisnost publike o toj temi. A ljudi vole te neke najjednostavnije teme. Ipak u Americi ima razlika jedna što ponekad između tih svih loših sapunica, ponekad se nađe neka prava serija, pa je onda stvarno, kao na primjer Lost ili tako nešto, onda je prava serija umjetnička. Ste gledali neka serija ovako u posljednjih godina? Ne, gledam ja ponekad nešto, ako je dobro, kaže, ajde, kao kažem, evo, jednu sam vidio. Samo po nekoj epizoda, znači ne neka... Ne, ja samo gledam na televiziji sport i ništa drugo. Sport? Umiljen koji je? Umiljen sport koji je? Tenis. Tenis? За кого навивате? За Đokovića. За Đoković? Сега ви правите што гази све живо идео. Ali mi je drago, s njim sam dobar prijatelj. Odlično. Ali mi je drago i da se Nadal vraća. Ne li? Pa da se vrati rivalството malo. Božanstven dečko, sjajan.
Ali Đoković je senzacionalan. Pa dobro, толку ли е посветен на тренинзи, на здрав живот? Pa on nije samo to, on ima najzdraviju glavu. A, тука е... Osim talenta, naravno, za tenis, ali Nole ima najzdraviju glavu, osim toga, on bilo šta da je radio, bilo koju profesiju, mislim da je bio vrhunski. Што е работа? Па и музичар може, па и танчар. Може, Како игра, одлично. Može biti super, da. Одличен. Ајде да привршуваме полека. Како некој наш човек, балканец кој што го сонува и го отсонувал тој American Dream, како што викаат, после толкав дел од животот, кои се тие работи што американците, колку и да ги барате кај американците, нема да ги најдете, а на балконот ги има во изобилие? Pa 1000 stvari, razumiješ? Mi smo ti ljudi kao biljke. Gdje izrasteš, tamo najbolje i uspijevaš. A naravno, s jednom velikom opasnosti. Koja da? Što kad cvjetaš kod nas kao biljka, često si i više nego u drugim dijelovima svijeta okružen korovom. Pa je tako vrlo lako da ti slome, da ti otpuhnu latice, da te slome. A cvjetaš kad doje? Da te korov pojede. Ali opet s druge strane u tom korovu ima toliko i u toj šumi, toj balkanskoj ima toliko snage u toj džungli, toliko neke posebne energije, toliko neke ljepote. Raw material. To neke ljepote, da, sirovog materijala, da, pravoga i bogatog. Tako da ja volim da sam dio ovog Balkana. Ja mislim da je sve to, uključujući Sloveniju, i Slovenija? Da je to dio našeg Balkana, bez obzira što tamo su oni imali i ovaj utjecaj, naravno, germanske kulture i to, ali neko srce ostaje to slavensko i prepoznatljivo. Tako da ja volim, a sve zapravo što je južnije, to mi je taj Balkan bliže i draži. I kroz muziku, i kroz ljude, i kroz jela. Pa, šta imaš protiv tuge za jug? Tuga je dobra emocija. Tuga za jug možda nije najkvalitetnije vino, ali ga piješ sa guštom. Така. Ке частиме сега едно вино, туга за југ, Раде Шербеџија. Еве, јас морам да го овековечам овој момент со шеширот на Раде. Продолжете да не гледате, Раде, многу среќа со филмов. Ајде, па, здраве Боже, може и Оскар да падне. Жив ми био. My milkshake brings all the boys to the yard and they're like, it's better than yours, damn right, it's better than yours, I could teach you, but I have to charge. Јас многу сакам музика. Рапувам по дома. Абе рапувам како рапер да сум, а не млечен експерт. Докажано е дека кравите кога слушаат убава музика даваат повеќе млекце. Затоа пушти си музиче, стај си млекце и немај гајле. И бегај да не те махнам со ова. My milkshake brings all the boys to the yard and they're like, it's better than yours, damn right, it's better than yours, I could teach you, but I have to charge. Време е за втора тура карти. Да, одете на facebook.com/1 доделуваме уште 2 гратис карти за изворениот мега дуел Македонија-Шпанија во Ракомет 3 април Борис Трајковски. А сега пластелин! Сите се радуваат за пластелин. Ова е делот во 1 на 1 каде молчи зборуваме. Ова е делот во 1 на 1 каде што земаме 2 личности и ги пластелиносуваме во една. Ајде да видиме. Холивудската звезда и најпознат русин во филмовите е го Раде Шербеџија. Со легендарниот Ентони Хопкинс. Овој глумец е печен да игра некој од 7-те џуџиња. Не си го видел каков е, бе? Или Велештруп. Дојди да видиш. Баш, дајте ми го да го видам. Ете, како лидер на диаспората. Ајде, сега следниот пластелин. Нашиот гостин кој што треба да дојде, Живко Мукетов. Ова ќе биде добро со Стинг.
Многу здебелен бе некако ми изгледаш, ај молим те. Да. Не конзумирал чајави и корнфлекс. Овој господин. Тоа беше пластелинот за денеска, а сега шпица. Го знаеме како генерален директор на Алкалоид, а одново и председател на Ракометната федерација. Во едно поле е докажан и со многу признанија, во друго тек ќе се докажува. Живко Мукаетов. Браво, добар си, одличен фала. И тебе се очекува Чекај дали ред. Тоа со бубите, но Да, знаеш, нема наша проблем. работа. И си ја знаеш, сам пресави се тука. Живко, има една емисија, Shark Tank се вика во Америка, се работи за на кратко реалити шоу, кај што бизнисмени се собрани, доаѓаат луѓе со идеи. Си чул можеби за таа емисија. Ако имаат добра идеја, бизнисмениве на тие обични луѓе им даваат рецимо $1,000,000 зашто добиваат пола од фирмата, пола од акциите. Што мислиш, такво нешто кај нас го успеало? Па види. Има ли бизнисмени прво, има ли идеи воопшто? Значи идеја дека има. Бизнисмени мислам дека стануваат се похрабри, што е добро, така да автоматски нели со идеите иде и тој сегмент. Инаку прво ако збориме за емисија, е добро да има таква како една замена за турскиве серии малце да погледаме нешто друго. Богу. Така да тој дел овој другиот колку што јас знам има бизнис ангели у последно време почнува да функционира, значи нешто што веќе горе го има по западниот свет и во Македонија. Мислам дека тука списанието Капитал прво ја отвори таа тема и мислам дека полека но сигурно во тој дел ќе се прават одредени кругови на луѓе кои ќе бидат заинтересирани да пратат туѓи идеи, да бидат некои коинвеститори и во некој едно време да нормално плодовите од тоа ги соберат. Така, одлично. Кажи ми ти, например, ако почнеш бизнис сега, Алкалоид го нема, да замислиме. Не постои Алкалоид, ти работиш у самопослуга, пример. Најдеш 20.000 евра, ама си го имаш мозоков од сега. Што би ги инвестирал 20.000 евра? Што бизнес би почнал ти у моментот? Да кажам, толку гледам дека има бистри деца кои сакаат да работат на овие разни софтверчиња врзани со гаджетиве кои младиве генерации ги користат, така да мислам дека тука има огромен потенцијал. Добро, треба да се трефне дефинитивно. Тоа ти исто као развој на, не знам, лекови горе во Америка, се инвестира 2 милиарди долара да се развие некој лек, не знам, од 51 успева, така да тоа и е лутри, али дефинитивно ако мене ме прашаш, мислам дека тука има голем потенцијал затоа што интелектуалниот капацитет на нашиве деца е дефинитивно неограничен. Стварно, колку постоje среќа у бизнисов, у смисла, знаеш за кој дел зборам? Првиот дел кога градиш бизнис, да ти тргне, да ти успее. Па очигледно дека треба некои коцки да се спојат. Така? Тоа е исто кој у ракометов, нели? Некои работи да се поклопат. Ке стигнеме до тоа. Да. Ја имам една идеја, дали би инвестирал да ми кажеш. Влагаш дома, Добро. си укуцуваш што имаш купено од самопослуга. Дополнително ќе развивам технологија за ова. Значи сега слушаме. Си укуцуваш што имаш купено, како имаш купено и ти овозможува преку апликација од мобилен да си гледаш у супермаркет што имаш дома. Ако ти снемале банани да си видиш, ако ти снемале патлиџани да си видиш, млекото ти се испило да си видиш. Што мислиш? Добар ти е планот. Би инвестирал во вакво нешто? Why not? Да. Може да направиме договор веднаш. Еве го, новиот информатички технолошки гени. Пред сведоци. Па те држам за зборба, ти мисли. Ајде, тука сме. Јуко, ти си родител. Колку е тешко да се воспитуваат деца ако знаат дека таткото може да им купи речиси се што би посакале, пример. Колку е тоа предизвик за човек? Значи, мислам дека воспитувањето на децата е еден од клучните параметри за утре да се провери дали некој човек е успешен или не. Точно, се слага. Сега уште се деца, ајде да кажеме, малечки и побарувањата се доста скромни. Така. Понатаму ќе се потрудиме да останат на едно такво ниво, тоест да знаат да ценат работата за тоа што е многу битно, вистинските вредности. Тука е стално дилемата околу оној дел, колку да се биде нели строг, колку да се биде добар, али тоа секој интимно си го осеќа како да го менаџира. Ти кога беше помал се сеќаваш како беше таа работа, џепарац едно друго, не знам, прва кола, прво големо нешто што си купил, што ти било? Многу интересно беше тоа детство. Прво јас сум растен во Козле така едно мало кај што се збираме, не знам, дали од оние тревњаци кај што се игра фудбал.
па на пример баскет, пошто немавме кошови, игравме на она цевче за вода течење од терасите. Па имаш некој на втор, на трет кат горе му смета тоа, па има ситуации кај што не гаѓа одгоре со сакси и со свашта. Така да тоа беше еден дел. Друг дел беше, да кажем, јас имав среќа пошто мојот татко беше еден од првите информатичари во Македонија во 70-тите години, беше доста запален по тие работи. Да го имам веројатно едно од првите комодориња во тоа време во Скопје. И што да ви кажам, циркус, имате комодоре, го игледате на она тримче, имаше едно од горење малецко телевизорче црно-бело. Така. И посебно детска соба, доле не се мешаш во делот на други гледање на работи. Ти со комодорето? Се знае херархија со комодорето и на кастофонот имаш нели едно дупче. И ако не трефне со тоа штрафцигеро, тоа ти иде на екран, значи може многу често да се деси играта до крај да не се отвори. И тоа беа циркузи, па тука рели све поред тераш у она време, што е во сленгот. Значи тоа подготовки да ти се уклучи игра, може да трае малце бајање, прајање, се што треба во тој дел. Инаку Милен игра тогаш ми беше Фроџер. Онда имаше една жапчено што преминува улица. Да, онда имаше една Wizard of Wars, што беше така интересна. И Who Dares Wins. Шо било интересно во 70-ти таму не тоа е лавиринт, ти шо беше игра? Слушај, лавиринт ти идеш, ти си онаква со пушка и само тепаш и разни чудовишта ти се појават у лавиринтот и така. Ама деца замислете ги чудовиштата кој сега 100 пати понеугови. Пази, збориме за она време, па на крај се појавува некоја лоша вештарка која као брзо иде по тоа, па треба да ја упукаш неколку пати. Се собираат другари кај тебе дома на комодоре. Кај мене идевме, се ротиравме помало, неколку души, така да кај еден, кај друг, кај трет, кој е сам дома, кај него дома сидеше, така да тоа е интересно. Си заразен до ден со овие работи? А да ти кажам како стареам, не можам да кажам дека сум стар таму работа, али некако помалку време имам за тоа и сепак колку толку пратам нешто. Дали ти е нешто пример? Па е од време на време со деца да седнеш и така. Па има интересни работи, али малце со тај менаџментот тука киксаме. Јасно, како и сите. Абе, нели, секој за себе си вика најзафатен, сум најова, Да, апсолутно. Не, добро, али знаеш како е некојаш периш од времето што е побитно, сепак уживање дома кога ќе дојдеш малце со децава. Малце гушкање, бркање, зезање и така, да. Од толку многу обврски што ги имаш, несомнено, милиарда, те боли ли глава некаде, нешто така, имаш ли некој мигрени, сега со ракометов некако поише почна ме боли глава. Малце главоболки ме рипна. Да, пред тоа помалку, инаку дом имам подолба на терен, значи јас користам кафетин. Така. Мојата сопруга Емилија користи аналгин, а децава се на ацерола, така да сите сме покриени од тој дел. Си знаеш, ти си имаш твој. Да, моја лентичка. Одлично. Имам слушнато дека си голем љубител на спортот одамна, значи не дека ова тие со спортов нешто рано, дека од секогаш си бил таков. Колку да речеме имаш прилика да изгледаш утакмица од прва до 90-та минута фудбал или ракометот, нели, до крај да си изгледаш цела, да си изгледаш. Да бидам искрен, Лига на шампиони тук так фаќам по нешто, така цела да седнам да гледам. Така. И ракомет во последно време се повеќе. Со кој гледаш најчесто, кој ти е друштвото за гледање? Да кажеме некои така 4-5 другари со жените, со децата и па подолба, обично ние сме во една просторија, они од друга, така да жените ги носиме уживо кога одиме да гледаме ракомет. Така они навијачката е уфорија да Јасно. Па сега почнавме и децата да ги носиме затоа што стварно е нешто што полека станува фамилиарен настан. Како не е баш фамилиарно да си доаѓаш, си бодриш селекција, тим едно друго. Сега со Килца ќе игра. Ќе игра, мислам дека апсолутно сите сме за нив и мислам дека имаме стварно добри шанси да идеме на Final Four, па сите у Келн. Види, во секој случај имаме поише шанси него другиве да се падне. Па добро. Кој ќе го мислиме? Знаеш како е, среќата ги прати храбрите. Да си го жив. Жуко, пред да трнеме на ракометов, уште едно прашање. Што е тоа да си почесен конзул на Данска? Што значи да кога одиш во Данска те гледаат поинаку малце, господине конзуле те викаат или што е разликава? Прво морам да кажам дека е една огромна чест да се биде представник во тој сегмент, значи на Кралството Данска во Република Македонија. Од друга страна и обврска, затоа што сепак представуваш една сериозна земја во која се знае редот и функционира се безпрекорно и нормално дека и ти треба да се понашаш во тој дел апсолутно во тие рамки. И мислам дека е за мене тоа стварно нешто супер. Зашо се јавуваат данци? Што ти бараат, пример? Па на пример конзул, вака и вака. Данска нема амбасада во Македонија и мојот шеф по данската линија е стациониран во Виена, тоа е
амбасадорот на Кралството Данска во Република Австрија. И значи ние се координираме околу одредени активности врзани со прво сите дански државјани кои се во Македонија, ги нема многу. Им стоиме на располагање. Па се некаде 20-тина кои се тука. Во било кој момент може да се побарат? Да, апсолутно. Да. Па добро, ние се наоѓаме на тие луѓе, дали им треба пасош, дали им треба нешто. Онда се што е дански бизнис, да кажеме, компанија од Данска, ние тука им обезбедуваме одредени податоци, им треба истражување на пазар за нешто. Ако можам јас тоа да го добијам по основ на Завод за статистика или некои други канали, им го обезбедуваме. Онда имате доста македонци со дански пасоши кои летно време доаѓаат. Па тука знаат доста се прават важни пред локалното население. Јасно. Па понекогаш има одредени, да кажеме, интерни меѓусебни конфликти во тие места. Па онда ние како конзулат сме тука да им помогнеме во правните процеси да биде се како што треба. Да, и така, али добро, тоа е нешто што стварно ме релаксира. Добре, не ти звонат за кој да го купам. Не. Господине конзуле, овој ајвар или овој? Па веројатно подобро од мене знаат кој ајвар е бољи, така да. Тачно. Сега, одиме на ракомет. Добро. Председател на ракометна федерација, тоа е нешто ново, нели? И допрва ќе гледаме што како ќе се работи. Да. Претходно, имало ли некои размислувања за председателствување или клуб да се земе да се работи? Значи вака, јас 2000 година бев председател на кошаркарски клуб МЗТ. Така, и кратко време, тогаш така? беше МЗТ 2000 ние, нели? Така се викаше. Модерно. Точно. На крај на денот, како што кажав, треба и среќа, во финале се изгуби од работнички под доста чудни околности, во кои не би навлагал и тогаш тоа до, да кажем, еден заклучок дека сепак тоа доста време одзема. Значи, едно е да влезете во клубот со идеја дека еве ќе бидете дел од нешто, но веќе кога сте тамо, да кажеме, напред, мислам дека сепак зима време. Потоа не вредеше, значи, overall, земено. Па беше едно искуство кое е доста, да кажеме, пријатно. Чак имаше тука еден смешен коментар на еден од судиите кои така си дозволи да суди против нас. Шо вика? Го сретна пред некоја година и ми вика, вика, ти треба фала да ми каже, зашто? Па вика, знаеш ли колку пари спасивте? Ако станевте прваци, ќе продолжевте да инвестирате во МЗТ, така да од тој аспект може и да му се заблагодарам. По име и презиме нема да го кажам. Оваа приказка конкретно како дојде да се изреализира? Па оваа приказка е сплет на многу околности и еве, на крај сепак се нафатив на оваа позиција со идеја да стварно направиме нешто добро и сериозно за македонскиот ракомет. Првите работи што треба да се средат? Еве, беше во федерација, си гледал, си видел како има доста работи. Кои се на први три чекори? Веќе да кажам има и доста луѓе ангажирани кои работат да кажеме се направи едно добро снимање на моменталната ситуација, иначе она што од прилика, значи на сите ни е јасно, прво мора да тамо се направи една хиерархија, една организација, еден систем во кој ќе се знае кој за што одговара. Кој пие, кој плаќа. Така, треба да се, мислам дека стварно потрудиме да создадеме едни подобри услови што се однесува прво до репрезентациите, до лигите и се што е врзано со тоа. Онда другите два сегмента кои се на долг рок многу битни, едниот е врзан со заживувањето на ракометот во малите места. Тука дефинитивно ќе ни треба помош од Агенцијата за млади и спорт и од локалните самоуправи. Идејата е да од кога завршат еве избориве и се, да некаде и кога ќе заврши сезоната, веќе од летов се оди во посета на десетина градови минимум во прва тура да се разговара со локалните самоуправи, да се види што е она што може заеднички да направиме. Значи, ако паркетот е дигнат во една од најголемите сали во Македонија, веќе има сериозен проблем како тој клуб кој има традиција, играл во прва лига, да кажем, во она време на бивша Југославија, ќе функционира. А што станува за другиве помали? Па затоа зборам. Така да мислам дека тука има доста Втори, трета работа дефинитивно е врзана со анимација воопшто на ракометот кај младите генерации. Мислам дека на деца им треба многу повеќе спорт, окей ова со социјалните мрежи, ама да не забегуваат во тој дел, него баш прво да физичката активност, да социјалниот момент си го дефинираат во еден контактивилен начин. Од човек што е IT фан, значи стварно е така. Стварно треба, значи стварно е така. Да, тоа е тоа. Јасно. А колку според тебе федерацијава има некаква улога во успех на репрезентација? Пример, искрено вака да се збориме како луѓе. Ако оваков тим како што имаме би бил воден од Хрватска федерација, би било нешто поинаку? Како размислуваш чисто?
Па мислам дека Хрватска така ја земам како пример. дефинитивно она што федерацијата треба да го прави е да максимални услови создаде, да значи една репрезентација има нормални припреми, да бидат задоволени сите потреби реални на ракометарите, ракометарките, да максимално ефикасно се организира нивното работење во периодот додека се надвор од клубовите во репрезентацијата. И ако сето тоа се постигне, сигурно дека ќе ракометарите и ракометарките би се занимавале и би се фокусирале на тоа што им основна работа, тоа е да играат ракомет. Што друга страна професионален однос, значи од една и од друга страна. Од друга страна реални да бидеме не само во ракометот, воопшто во спортот, на тие големи надпреварувања, ако прашате било кого ќе ви каже дека секоја репрезентација има минимум еден лош ден, ако не и повеќе. И тоа значи сега и кога и ќе ти се погоди тој лош ден, што значи треба и многу среќа да некои околности се совпаднат за да направите резултат. Значи не е се во еден дел, тука треба буквално една синергија, сплет на многу работи за да на крај резултатот кој ќе се направи биде онако кој што сите сакаме да биде. Епилогот да е добар. Да. Што е со Лино? Многу се збореше за дека Лино ќе ја земе репрезентација, нема да ја земе. Кај мене во емисија рече, абе зезната е таа работа, уште е рано да кажувам. Што се случи? Имаше ли преговори воопшто? Значи прво искрен да бидам, целата концепција и за моето прифаќање да бидам председател на Ракометна федерација на Македонија беше во варијанта дека селектор ќе биде Лино Червар. Значи искрен да бидам, најмалку што размислував во кој ќе биде селектор? Оној дел е така, логиката беше дека мислевме дека ќе биде така. Онда се испостави дека човекот во моментот, значи прво него му беше понудено. Так. Во моментот не е во состојба да прифати таа позиција и онда отидовме на варијанта да бараме друго решение, така да искам да бидам стварно тој дел во оној момент. Живко, одеднаш Лино ништо и спушта слушалки, што си викаш? Па види, мислам дека веќе, нели, човек мора да најде решение и мора да има план Б. Така да тоа едноставно одеднаш, значи се случи ситуација да требаше бараме решение друго. Мора да се реагира брзо. Да кажам дека што се однесува до македонските тренери, мислам дека имаме стварно квалитетни тренери, но проценка беше дека во моментот е подобро да се оди заради ред околности и интерни ситуации во репрезентацијата со човек од надвор. Што малку појасно ќе ги гледа работи? Па ајде да кажеме дека проценка беше дека во моментот е подобро со такво решение и значи ајде да кажеме ако јас сабота требаше да бидам избран 9 март. Добро. Јас некаде во вторник веќе ми беше јасно кажано дека Лино не прифаќа да биде во моментот селектор, значи имаме 4 дена, да кажеме од прилика да нешто нели најдам решам. И во една таква ситуација имаше опција да излезеш без селектор. Има фали и проблемот е ние реално значи самото тоа што првиот надпревар е на 3 април со светскиот првак Шпанија во Македонија кој би требало да биде клучен за пласманот на Европско првенство или не, значи имаме доста врзани раце, да кажеме, во тој дел. Значи идејата беше што побрзо се најде тренер. Јас вторник и среда тој период бев во Белград и онда по она што можев направив контакти со неколку тренери кои реално мислам дека имаат квалитет и капацитет да ја водат македонската репрезентација. Може да кажеш пример некој име што ти беше кејф да го... Прво му се јавив на Сердар Рушич. Добро. Кој беше тренер на Кил и кој беше 3 пати, колку што јас знам, европски првак со Кил. Човекот ми кажа дека би му било задоволство, но дека заради тоа што има здравствени проблеми, што мора да оди на операција, првиот ден кога физички би можел, ако се биде како што треба биде во Скопје, би бил 1 април. После тоа на 2 дена пред утакмица. Да, беше неизводливо. После тоа го што не зема ти да ги водиш репрезентативција до тоа? Па види, да ти кажам, ајде ќе видиме, има време и за тоа, нели. Тамам работа. Основно правило во мојот начин на функционирање и во Алкалуит, и во репрезентацијата, и во Ракометна федерација ќе биде секој да го работи тоа што му е работа. Значи да не се меша некој во работата на друг и обрат. Така да значи од тој аспект шала на страна, нели? Треба да најдеме добар селектор. И после тоа му се јавив на обрван, човекот значи во Хрватска се чувме, ми кажа дека преговара сериозно со Борас Бања Лука да го преземе клубот. Клубот има големи амбиции. И врзано за тоа, значи јас му реков, утре сум до 12 саат во Белград, ако можеш повели дојди, да се видиме, чисто да разговараме.
човекот са бајлето се јави, вика јас сум спремен да дојдам, запали кола од Метковиќ, дојде во Белград, си кажа дека прв пат вози сам за Белград од 90-та навака, заради овие други ситуации кои знаеме и не треба да се потсеќаме на нив и без разлика на се. Значи, дојде, разговаравме, се видовме, мислам дека стварно еден коректен однос. Јас му објаснив каква е ситуацијата и му кажав дека е тоа конкурс на кој доколку смета и е доволно храбар, треба регуларно да се пријави заедно со другите кандидати. Добро, големо име се работи, признато име на Загреб, тренер со Загреб успеси, така натаму и така натаму. Па он има, мислам дека е едно стварно добро CV и како играч и како тренер, искрен да бидам и човечкиот момент кај него посебно вака. Мислам дека е со тек на време и ќе покажеме дека кога ставите подпис, му рече, а нели Борац Бања Лука? Добро, Борац Бања Лука веќе пред тоа добија корпа, така да си останаа значи без тренер, сирот и Борац. Па еве Цветковиќ го донесува. Па ќе видиме. Он беше кај нас, така? Беше. Беше во Металург пред Лино. Ето така. Значи тоа беше тоа. И со оглед на тоа дека си сепак бизнисмен, да речеме, сепак. Колку и да се разбираш од ракоме, не е тоа. Кој ти е така? Имаш ли некој стручен советник од кој што си црпиш, можеби и на пријателска база, некакви совети, нешто околу ракометот? Или тоа сепак тие тимов овој експерти што си го собираш полека се во тој да се прави тим, факт е дека времето не гази, дека тука многу не може да нешто премногу се експериментира. Али еве на пример Ѓорѓи Тренковски ми е добар советник. Ракометен, да кажеме, надвор. А тоа е мислев. Така. Инаку факт е дека неколку луѓе кои се вака признати европски во ракометот сме на линија, се консултираме за одредени работи затоа што ова сериозна работа и кога си се нафатил, треба да одработиш кој што треба. Сега муаветот е следен. 3 април, еве го доаѓа брзо, Македонија, Шпанија, повикуваме на масовна подршка, што порано да се земаат карти, што се по многу популарна цена. Да. Ама иако се по популарна цена, ние ќе доделиме 6 карти на наши гледачи. Ќе ни биде задоволство. Одете на facebook.com/1 да си лапнете му моментов, ќе дадеме 2, а тебе ти се заблагодарувам, ти посакувам многу среќа на нова позиција. Фала многу. Бидејќи не за друго ќе ти биде не само твој, него и наш успех. На сите ќе биде успех, ако биде, јас сум оптимиста, сакам значи да побарам апсолутна поддршка и за федерацијата, и за новиот селектор, и за момциве, и за девојките. Има стварно еден, да кажеме, прекрасен круг на играчи кои треба да го дадат своето и мислам дека ќе успееме да направиме заеднички добар резултат. Малци среќа да не прати. Точно. Фала ти многу. Фала што дојде. И уште една работа да прашам, дали ќе бидеш тој кој ќе тамо ја прави атмосферата на преварот, пошто у моментот еве си најдовме селектор, сега ни фали и водител за настанот. Па ајде ќе бидам за Македонија. За Македонија. Фала ти. Bond, James Bond. И проста математика ни останува само да доделиме уште 2 карти за Македонија Шпанија. Одете на нашата Facebook страна, во моментов ќе ги доделиме токму тие 2 преостанети карти, а нашто ни преостанува? Завршуваме со настап на еден нов, супер интересен хип-хоп состав, се нарекуваат Зад Аговот. Тоа се 13 дечки кои на 12 април во МКЦ имаат самостоен концерт. Слушнете ги како звучат, поддржете ги, а со нас се гледате следната недела. Чао и за Македонија. Да, неа поти техниката, бетон ми е тактиката, бога ми и практиката, наука за лириката. Парате панчови, има и брза пратня. 8 минути е момент кој секогаш ке го памтам. Немам добра градба, а градам добро име. Уште долго ке се слуша на настапи за дагол од кине. Се знаеш школата? Да, на сасине. Ако нас не научи за рап, како се гине. Павле се слободно, повели седни си. Ја скува Марко Бит, ја и Павле куваме решетки. Мара става капа, вие се нувате капа. Мисламе доволно да свата, не тропам на иста врата. Павле устане ме ставај, кој знае
даде лишала. Стилот толку закопан, не се враќа по 3 дена. Вашата прича веќе видена, слушаш линии на трака, историјата снимена. Локација за Даголот, Рапов умрел наводно, за емслиња што не знаат. Дојдов да ви представам како треба да звучи Попитов уби, кога возот е на пруги, веќе не се битни други, нели? Генерација на малиот Вейн, земи побарај за големиот Кейн. Ова се моите Адидас, истици како корида, праќам рапери по риба денес. Срањево стана просто, добија простор без да дадат 1%. А многу не виделе бина, виделе неколку мина, па се плашат денес од висина. Ова е повеќе од музика е љубов, ова не е само цифри, овде побитен е кругот. Не можеш да најдеш вистински збор, знај, ова е 1 на 1 хардкор. Маро ве тресе, како мече дрен. Тоди ве тресе, како мече дрен. Паки ве тресе, како мече дрен. Ја ве тресам, како мече дрен. За Даголот ве тресе, како мече дрен. За Даголот ве тресе, како мече дрен. За Даголот ве тресе, како мече дрен. Тресе како мече дрен. Повеќе од тоа тресам DVD снимка. Товарам ко компири увеќе преку сенка. Гледам како рапери се дават доста со лигави срања, американски тоу стилот. Oh yeah, here we go again. На лигави пуѓаши не им викам добар ден. Oh не, рапери ве изгубиле слух. Вадете тюнот, да не га вадам пиштолјот кук. Немавам бам бам бам, пукам пук пук пук. Урбани копилиња смрдат на лук лук. Смирените се здивеа, дивите ќе ги скротам. Не дозволувај пиле мадињата да ти ги потам. Нека тресе како мече дрен. Цел ден на бина кога се рока не гледаат бел ден. Не, црн ке го гледав. Бом, ти влегувам у цеваница кода сум јапстам. Ракија, частам, влегувам на бито да ве упропастам. Имам две лалиња особено левото. Ова не е фонтана за да пиете од цревото. Стилот ви е примадона. Девојка ти на 15 изгледа ко на 60 Мадона. 3 кондома пакетче прават, твоите да купеа тоаш сеа ќе беа рад. На татко ти си кила стотина и чим те чујам немам кај да отидам. Сме лути како чили, бити за рапот као сос на плесковац у вили. Толку сте за никаде, свашта чанта роди. Ја идам со рапот, сирење со ева роди. Доаѓам од запад и што како MC Рен. Што? Како мече дрен. 1 на 1, како мече дрен. 1 на 1, како мече дрен. За Даголот ве тресе, како мече дрен. Како мече дрен. Па.